118 години од Крушевската република. Граѓаните слават еден од најголемите празници во македонската историја, Илинден, и годинава Сојузот на борци од Тетово организираше полагање цвеќе и оддавање почит на паднатите борци пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово. Историчарот Јоцко Димитриевски одржа и пригоден говор со кој го објасни значењето на Илинден. Во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величествени, по кои тој народ се препознава и кои определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски датуми, поврзани со ист ден, но во различни времења и услови. Тоа се Илинден 1903 и Илинден 1944 година. Повеќевековната борба на македонскиот народ на 2 август 1903 година со Илинденското востание за создавање на своја сопствена држава како да се оствари. На момент како да се исполнија желбите и стремежите на македонскиот народ и на македонските револуционери. Беше создадена Крушевската република, прва на Балканот. Се избра привремена влада на чело со Дину Вангели, Совет на Крушевската република, како и нејзин прв председател Никола Карев. За жал, Илинденското востание заврши со трагичен, страшен крвав пораз. Но истовремено со создавање на Крушевската република победи македонскиот дух и свеста за потреба од своја држава. Вториот датум е Асном, величествен по своите резултати. Тогаш е остварено сето она за што намачениот македонски народ мечтел и сонувал низ вековите, за што гинеле и неговите синови. Како круна на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата судбина, беа донесени одлуките од првото заседание на Асном во манастирот Свети Отец Прохорчински на 2 август 1944 година, со кое практично беа потврдени одлуките од второто заседание на Авној од 29 ноември 1943 година во Јајце. Со овие одлуки беа продолжени илинденските традиции за создавање на македонска држава, но во составот на идната Југословенска федерација како равноправен член со другите народи и народности. Асном е голем и по нешто друго, по демократските одлуки кои ден денес се актуелни и на кои можат да им позавидат и многу модерни држави. Беа донесени повеќе решенија од историско значење. Асном се прогласува за законодавно и извршно представничко тело. Донесена е декларација за основните права на граѓанинот, каде што се потврдува дека сите граѓани на нашата држава, без разлика на националност, пол, раса или вероисповед, се еднакви и равноправни пред законите. На националните малцинства им се гарантира право на собственост, се гарантираат политичките и религиозни слободи, слобода на свеста и вероисповедта и слободно да можат да ги извршуваат своите религиозни дејности. На граѓаните им се гарантира слобода на говорот, печатот и организирањето, а се забранува фашистичка и профашистичка идеологија. На првото заседание на Асном е избран и президиум во состав председател Методија Андонов Ченто и двајца подпредседатели Панко Брашнаров и Емануел Чучков, 2 секретара, како и други 16 члена на президиумот. Почитувани, првото заседание на Асном од 2 август 1944 година има големо политичко и воено значење за понатамошното продолжување на борбата до нејзино конечно ослободување на земјата, а тоа ќе се случи на 19 ноември 1944 година со ослободување на нашиот град Тетово, а со самото тоа и конечно ослободување на нашата држава. Денес, кога овој празник свечано се прославува низ цела територија на Македонија, мораме уште еднаш да потсетиме дека патот на младата македонска држава е втемелен врз принципите на Асном и дека Македонија мора да опстане на патот започнат со светите идеи на двата Илиндена. Се разбира дека овој пат е тежок, но да се надеваме дека Македонија ќе го изнајде вистинскиот пат кој води кон помирно, кон подемократско и кон перспективно општество, а тоа е патот кон перспективна Европа, пат кон интегрирана Европска Унија. Нека ни е честит празникот Илинден.
Овој пат своја делегација имаше и локалната самоуправа. Присуствуваа и голем број организации, представници на политички партии и здруженија.